во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Стартуваше Охриѓанка, картичка со која охриѓани ќе купуваат на попуст преку целата година. Згаснуваат за најчистките дуќани во Струга. Јавното предпријатие Билјанини извори ќе ги реализира планираните проекти и покрај енергетската криза. Поевтинуваат горивата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина на денот времето умерено облачно со повремени сончеви периоди и свежо со измерени максимални 9 степени Целзиусови. Врнежите во текот на денот и ноќта кон вторник ќе престануваат. Утре над Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров нестабилно со врнежи од дожд. Дожд се очекува и на југ од Балканскиот полуостров, а во областа на Алпите и на крајниот исток и север од Европа времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд и многу ниски температури. Насекаде во Европа се очекуваат температури под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во вторник времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и студено со температури во пад. Во Албанија и Црна Гора врнежи од дожд, максимални дневни температури во интервал од -2 до 12 степени Целзиусови на Балканот. Во Македонија во вторник времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и студено со северозападен ветар кој во попладневните и вечерните часови ќе го промени правецот. Ќе почне да дува југоисточен и југозападен ветар. Утринските температури од -4 до 4, максималните дневни утре во Македонија од 1 до 10 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и свежо со слаб југозападен ветар, минималната 2, дневната 7. Во среда облачно и постудено, попладне и вечерта врнежи од дожд, минималната 1, дневната 6, а во четврток и петок времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и потопло, со максимални 9, односно 14 степени Целзиусови. Данкак, ваш партнер, село Мислешево, Струга. Супер акција во Миса Маркети. Ванилица со джем 500 грама 159 денари. Фруктал ладен чај праска 1,5 литри 42 денари. Гарденија гарнир микс 450 грама 59 денари. Ева туна со зеленчук 115 грама 42 денари. Фери калинка 800 мл плюс шумско 650 мл 199 денари. Маслинки каламата 1 кг 299 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Картичката Охриѓанка со која охриѓани ќе можат да купуваат производи и услуги по пониска цена, веќе е достапна и може да се набави во просториите во Инсайд во трговскиот центар Амам. 30 компании веќе се дел од мрежата охридски ресторани, продавници, фитнес центри, бутици, чии производи и услуги ќе бидат достапни по пониски цени за охриѓани. Дополнително, целиот концепт Охриѓанка има и своја хуманитарна нишка. Од денеска е достапна картичката Охриѓанка, со која охриѓани ќе можат да купуваат со попуст. Цените во Охрид во споредба со светските туристички места не се премногу високи, но граѓаните речиси да немаат вонсезонски намалувања, па затоа преку целата година се туристи во сопствениот град. Од тука и произлегува идејата за создавање на картичката, вели еден од креаторите на концептот Охриѓанка, Никола Митрески, менаџер на Инсайд. Идеја е да се направи голема разлика на цени за туристи и за охриѓани. Пошто ние цело време сме туристи во својов град и идејата беше да се направи цена за охриѓани, која што ќе важи 365 дена и ќе е нормална, ниска цена, а туристите да си плаќаат секогаш повисока цена. Со оваа картичка сакаме да постигнеме да имаме ниски цени, да можеме охриѓани да си дозволиме кафе секој ден или ресторан вечера, бутици, златари и така натака, и да не плаќаме како туристи. Пошто реално во Охрид цениве се исти нон-стоп. Немаат корекција на есен или на зима и сакаме со картичката да постигнеме и се надеваме дека ќе постигнеме. 30 компании веќе се дел од мрежата охридски ресторани, продавници, фитнес центри, бутици, чии производи и услуги ќе бидат достапни по пониски цени за охриѓани. Се очекува бројот на фирми кои ќе го прифатат концептот на Охриѓанка да се зголемува. Процентот на попуст ќе биде различен од различни фирми, а истиот ажурно ќе се објавува на веб страницата ohrigjani.mk. Компаниите кои ќе се вклучат и ќе ги понудат своите производи и услуги по пониска цена, за охриѓани првите 3 месеци ќе добиваат бесплатна реклама на Facebook и веб страницата на Охриѓани. Додека па граѓаните собственици на картичката, покрај користењето на попустот даваат и хуманитарен придонес. Сакаме дел од финансите да одат на хуманитарни цели. Значи 10 денари од секоја продајана картичка ќе одат за хуманитарни цели. Крај на месецот на 30 или 31, зависи колку дена на месецот, ќе ставиме листа на 4 случаи за гласање на кои им е потребна помош во соработка со некои наши членови, пошто се во хуманитарни организации. Значи ќе се стави на гласање тој што ќе добие најмногу гласа, сите средства што ќе се собрани во тој месец ќе оде таму. Картичката еднократно се купува во просториите на Инсайд во трговскиот центар Амам, со приложена лична карта и истата чини 180 денари. По истекот на првиот месец од купувањето ќе треба да се плаќа по 180 денари како некој вид членарина. Но постои можност да се платат 1500 денари за целата година. Посебен пакет Охриѓанка е предвиден за студенти кои ќе можат со индекс и месечна доплата од 100 денари да ја користат картичката за попуст низ охридските локали. Енергетската криза силно го погоди занаетчискиот сектор. Од пред пандемијата до денес згаснаа 50 занаетчиски дуќани во Струшко. Од регионалната занаетчиска комора велат испратиле барање до државата за субвенционирана електрична енергија, но не добиле одговор. Се намалува бројот на занаетчии во Струга. Од над 200 пред пандемијата денес останаа околу 150 на регистрирани фирми. Занаетчискиот сектор се соочува со големи финансиски потешкоти. Побарувачката е намалена. Занаетчиите се немојкни да се справат со кризата. Ги згаснуваат фирмите. Поскапувањето на цената на струјата е последниот силен удар и стави клуч на врата на голем број дуќани. Поготово со ковидот и сега последното со војната во Украина имат пат многу во работа. Да не речам преку 50% од работава е падната. Тешко се живеет од занаетот, треба многу да се работат, треба преку 12 часови да се вложи труд. Се помале интересот за изучување на занает. Младите не гледаат перспектива, сакаат канцелариска работа и сигурна плата, а дополнителен проблем е и масовното иселување од градот. Интересот на младите за учење занает е скоро нула. Во кризата од
гледат младите дека перспективата е многу мала во нашиот дел, во занаетот и голем број од младите бегаат надвор. Од регионалната занаичиска комора велат испратиле барање до владата за субвенционирана електрична енергија, но се уште не добиле одговор. Јавното предпријатие Билјанини извори се соочува со тешка финансиска состојба како повеќето јавни предпријатија во време на енергетската и економска криза. Но менаџментот на предпријатието не ги напушта планираните проекти. Првенствено, акцентот е ставен на оние кои имаат за цел заштеда на струја и вода и подобрување на условите во спортско-рекреативниот центар. Јавното предпријатие Билјанини извори и покрај тешката финансиска состојба бара начини како да ги реализира планираните проекти. Предпријатието добива за 10 пати повисоки сметки за струја, должи за останати 37 милиони денари кон УЈП, а од друга страна реконструкцијата на македонски просветители значително им ги намали приходите од наплата на паркинг. Поради тоа, дел од планираните активности во моментов би биле големо оптоварување за предпријатието, но како што ќе дозволува финансиската кондиција ќе бидат реализирани, вели директорот Теодор Антоновски. Во прв план се проекти за заштеда на струја и вода, чија потрошувачка е голем проблем во спортско-рекреативниот центар. Преку проект за правење бушотини, јавното предпријатие ќе обезбедува третирана вода за салата и затворениот базен каде потрошувачката на вода е најголема, а во иднина и за затворениот пливачки базен. Сега ќе се прави испитување. Отпочната е постапка, завршено испитување, ние ќе направиме за цел спортски центар испитување. Секаде точно и тамане и периодов таков, каде што бунарите се на најниско ниво и ќе може да се испита каде точно има најмногу вода во делов на цел спортски центар. И со таа студија ние што ќе добиеме и за воиднина ќе може да знаеме точно каде имаме вода, каде треба да избушиме и каде имаме најмногу вода. Конкретно и за затворениот базен ќе служиме таа студија што ќе добиеме, ќе искористиме и за затворениот базен да направиме и тука бушотина уште една и да можеме да го снабдуваме со вода и тој затворен базен. Изведбата на овој проект се очекува на почетокот на 2023 година. Директорот во меѓувреме најавува дека готов е проектот за целосно лето осветлување на спортската сала со кое заштедата на енергија е до 10 пати, а со што би се продолжил тренажниот процес, односно термините за тренинзи. Во план е осветлување на теренот со вештачка трева и проект за покривање на едно од тениските терени со што би се обезбедиле услови за тренирање и во зимскиот период. Се размислува и во насока на модернизирање на наплатата на паркинг со воведување на паркомати. Паркоматите се битни за странци кои ќе дојдат да можат да извршат плаќање без да има потреба од физичко присуство, бидејќи целиот дел на градов каде што наплаќаме паркинг не е возможно да се покрие со физичко присуство. Сме во размислување да ги вратиме рампите, бидејќи тоа треба таму да биде ко пешачка зона. И кога би ги вратиле рампите, ќе се знае точно колку места има и ќе се има семафор и кога ќе се пополнат сите места, нема да се дозволува повеќе движење на возила таму. Кој ќе се ослободуваат места, така ќе може да се пропуштаат други возила. Сепак, паркоматите ќе почекаат подобри времења. Тоа е голема инвестиција која јавното предпријатие во предстојнава година нема да може да ја обезбеди. Во тек е исплатата на паричната помош согласно Законот за финансиска поддршка за ранливи категории на граѓани за справување со енергетската криза, информира Министерството за труд и социјална политика. Поддршката се однесува на корисниците на правото на социјална сигурност на стари лица, корисниците на посебен додаток, корисниците на правото на надоместок заради попреченост, корисниците за надоместокот за попреченост и трајни промени во здравствената состојба, кои користат надоместок за помош и нега од друго лице, а не користат право на надоместок заради попреченост без потреба од контролен преглед, и самохраните родители кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош. Овие граѓани добиваат финансиска поддршка од 3000 денари месечно за период од 4 месеци. Поради приклучување во мрежа на неколку објекти во новата водоводна линија на улицата Христо Узунов, утре, 13 декември од 8 часот, неколку часа без вода ќе бидат корисниците на сите улици од стариот дел на градот, информираат од јавното предпријатие Водовод Охрид. А од полнок поевтинуваат горивата. Цените на бензинот Еуро Супер БС 95, на Еуро Дизел и на екстра лесното масло за домаќинство од ноќеска на полнок се намалуваат за 1,5 денари за литар,
а бензинот Euro Super BS 98 поевтинува за 1 динар по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,75%. Новата малопродажна цена на бензинот Euro Super BS 95 ќе изнесува 76 денари за литар, Euro Super BS 98 ќе се продава за 78,5 денари, Euro Дизел за 78, а екстра лесното масло за домаќинство за 75,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,686 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 39,370 денари. Од регулаторна посочуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување кај бензините во просек за 2,878%, а кај дизелот за 2,729%, кај екстра лесното масло за 2,516% и кај мазутот има намалување во просек за околу 2,069%. Курсот на доларот во однос на денарот е понизок за околу 0,151%. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Српскиот председател Александар Вучич денеска ги повика србите и албанците да го зачуваат мирот и да ја смират ситуацијата. Тој во видео објавено на неговиот Инстаграм профил наведува: "Немаме индикации дека имало каков било напад врз Еулекс, но напади врз Еулекс и КФОР не смеат да се случат. Додека на терен не се докаже спротивното, србите во Косово мора да му веруваат на КФОР, бидејќи КФОР според одлуката на Обединетите нации е безбедносна сила која мора да ја гарантира безбедноста на србите", изјави Вучич. Тој ги повика србите на северот на Косово да бидат присебни, мирни, да не наседнуваат на провокации. Велика Британија во Тирана депортирала 11 албански државјани, меѓу кои има и осудени на повеќе годишна затворска казна и легални имигранти. Меѓу депортираните и едно лице осудено на 26 години затвор, обвинето за различни кривични дела од областа на наркотиците. Останатите лица се имигранти кои легално го преминале Ла-Манш. Според Британското министерство за внатрешни работи, 3467 албански државјани се осудени во Англија за различни кривични дела на островот, од трговија со дрога до напад. Исто така годинава албанците преку каналот Ла-Манш ги урнаа рекордите за илегален влез на британска територија. Чекаат на ред пред клиники за заразни болести во кинеските болници за да бидат тестирани на коронавирус, знак за експлозивно ширење на симптоми откако властите почнаа да ги укинуваат строгите мерки против коронавирусот според медиумите во светот. Според анализите, по 3 години од пандемијата, Кина полека се движи кон усогласување со светот кој во голема мерка се прилагоди на животот со корона, правејќи голема промена на политиката од минатата среда по големите протести. Со мала изложеност на вирусот, Кина е лошо подготвена, велат аналитичарите, за бројот инфекции кои би можел да нанесат големо опторбарување на низиниот кревок здравствен систем и да го запрат бизнисот. Бројот на пациенти кои чекаат да бидат примени во клиниките за итни случаи нагло се зголемува, напиша државниот весник Global Times. Државната мобилна апликација која ги идентификува патниците во областите погодени од коронавирусот ќе биде укината на полниот вечер, според известувањето на официјалната страна. Ерупција на вулканот Фуего, или во превод огнен, во Гватемала вчера предизвика неколку часовно затварање на главниот аеродром во земјата, соопштија локалните власти. Фуего е висок 3763 метри и се наоѓа на 35 километри од главниот град на Гватемала. Ерупцијата почнала во саботата вечерта. Неговото сликовито и живописно еруптирање е фатено на повеќе видеоснимки, а пепелта стигнала до пистата на меѓународниот аеродром во Гватемала Сити, па морал да биде затворен цели 3 часа. Соопштија воздухопловните власти. За сега нема извештаи за штети во областа, но првичното зелено предупредување е надградено на жолто. Националната служба за геологија и рударство на Чиле дефинира жолто предупредување како знак дека вулканот е нестабилен, а властите забранија влез во радиус од 5 километри од кратерот на вулканот. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.